Почитувани, Македонија поради изгубениот заев се претвори во загубена држава. Практичната шега која што му ја направија, што му ја приредија на површина, извади сериозни работи. По кој знае кој пат се уверивме дека аболицираниот криминалец Зоран Заев не се менува и старите манири од градоначалничкиот кабинет во Струмица сега владеат во кабинетот на владата на Република Македонија. Почитувани, во разговорот со лажниот Порошенко, Заев открива дека е подготвен да му плати на Вселенскиот патриарх 100.000 евра во кеш. Комичарот, представувајќи се како Порошенко, во еден момент вели дека за признавање на автономност на православна национална црква тој дал подкуп. Вели, цитирам, му дадов донација лично на патриархот Вартоломеј. Му дадов 100.000 евра, тоа е еден од условите. Се шегува комичарот во разговор со Зоран Заев, кој што мисли дека разговара со Порошенко. А Заев одговара, сериозно одговара. Да, тоа е многу добро, нема проблем. Па вели, тоа е многу нормално. Внимавајте, Заев за давање на подкуп до патриархот вели, тоа е многу нормално. Па ќе продолжи, окей, ќе биде тоа донација во кеш, нормално ќе го направиме тоа. Донација во кеш, нормално. Почитувани, оваа целокупна беда на Заев е преточена во само неколку минути. Ова го покажува менталниот склоп на аболицираниот Зоран Заев. Тука, колку и да сака Заев да се правда со цигли и други градежни материјали, тој зборува и станува збор во разговорот за донација во кеш, во готово. Никој досега не слушнал дека цигли, цемент или арматура се викаат кеш. Дотолку повеќе што Заев говори дека е нормално, како што потенцирав, нормално да се дава кеш, а натаму уште и покажува среќа и задоволство што му е даден попуст. Пазете, попуст! Па ќе даде само 100.000 евра. Почитувани, да оставиме шегата на страна, да ставиме на страна што откриваат, што тој открива телефони на американски функционери како да е златна книга. Да оставиме на страна што не почитувал никакви безбедносни протоколи. Да оставиме на страна што го обработувале речиси цела година, па и самиот им се јавил. Овде се работи за многу посериозен скандал. Ова е класичен обид за корупција, за кој што Заев не само што треба да поднесе политичка, туку и кривична одговорност. Срамот кој што го приредува Заев на Македонија станува планетарен. Не ни е чудно и не е ни чудо што сме најкорумпирана земја во Европа, кога за премиер го имаме Зоран Заев. Оставка од Заев требаше да биде поднесена уште вчера, бидејќи секој поминат ден со Заев на власт се руши се повеќе и угледот и позициите на Република Македонија. Ви благодарам.